Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос се вознесе. Вистина се вознесе. Христос се вознесе. Вистина се вознесе. Христос се вознесе. Вистина се вознесе. И ни ја дари радоста што ја има најсветите негови ученици во денот на неговото свето вознесение. А тоа се случи така што Христос повторно им се јави на 11 своји ученици, откако на сите сведоци на неговото воскресение не им поверува. И за неговото јавување да биде уверливо, тој ги соочи со фактот дека не гледаат дух пред себе си, туку Христос со истото она тело со кое што дотогаш со нив општа. Духот нема тело и коски, а јас имам. Имате ли нешто за јаде? Му принесоа парче печена риба и мед во саđ. И Христос седна и пред нив јадеше. И сето тоа кој го гледа, трепет, исполнети со радост, но и со страх Божи. И потоа Христос ги изведе далеку од Витанија. И там, зборувајќи за иднината што ги чека во негово отсуство и ветувајќи им го, Духот Свет, третата ипостас на Пресвета Троица, утешител, оживотворител, духовниот хлорофил, оној кој што зазеленува и оживотворува се. Христос се одлепуваше од земјата и се издигаше по вертикалата од богоцентричната димензија. Со истото она тело со кое што тој обстеше со нив. И сега тој се вознесуваше за да седне од десната страна на Бога Отецот. Самото ветување дека не ги остава сам, не ги остава сирачи, туку ќе им го испрати Духот Свет, ги исполни душите на светите апостоли со неизмерна и неискажлива радост небесна. А самиот факт дека станаа сведоци на неговото свето вознесение во нивните души предизвика трепет, свештен трепет. Трепетот што можат да го имаат антиципаторите на вознесението на човечката природа. Седната од десната страна на Бога Отецот. Гледајќи ја таа слика, во нив се роди чувството што во нас се раѓа,
кога зборуваме за светото Христово вознесение и кога ја гледаме иконографската представа на тој свештен настан. А кој е тоа чувство? Чувството што може да го има човекот кој што станува свесен за тоа дека силата на небесната привлечност е поголема од силата на земната привлечност. Во денот на светото Христово вознесение беше победена земјината привлечност. Победувајќи ја привлечноста на земјата, земјината тежа, Господ по не знам кој пат ги победи законите на природата, кои што се не се закони од неа смислени и себе зададени, туку од Бога, Творецот на природата, за според нив природата да функционира совршено, непогрешливо, како што функционира, а ние сме сведоци на тој факт. Господарот на создадениот свет, законодавецот на истиот тој свет, ги победува законите на природата и се издига над создадениот свет. И таа сила, на која што и стануваме свесни, буди чувство трепетно во нас. Затоа светите апостоли денеска, најмили мои, не си отидоа тажни доход. Тие не се вратија во Ерусалим со плач, со тага. Ајде да се сетиме како ја доживуваме ние секоја разделба со саканиот наш. Со кој било сакан човек. Се разделуваме и плаче зарад фактот дека тој човек ќе ни недостасува во нашиот живот. А гледајте, светите апостоли во денот на Христовото вознесение, кој што е ден на неговата разделба со нив и нивна разделба со него до следното негово доаѓање, не побуди плач во нив, туку се вели исполнети со голема радост се вратија во Ерусалим. И ние, браќи и сестри, денеска исполнети со радоста што ни доаѓа од светото Христово вознесение, да се вратиме во нашите домови, во нашите градови, во нашите села, во нашите улици и на нашите соседи, да им ја сведочиме радоста што ја има светите апостоли зарад Христовото вознесение. Зашто патот што Христос го помина, живејќи со нас, е патот што секој од нас ќе треба да го помине. А тој пат завршува со вознесението. А што значи тоа? Тоа значи дека откако ќе му се воскреснеме на воскреснатиот Христос, ќе треба да му се совознесиме на вознесениот Христос. Амин. Христос се вознесе. Вистина се вознесе.